Последните 3 сезони на Стисни Плей ја збогативме содржината со тоа што ја воведовме и за вас добро познатата Плей Топ 10 листа. Но ние не сме првите кои некогаш направиле топ листа на македонската телевизија и специјалниот гостин кој ви го најавивме за денес ќе зборува токму на оваа тема. Со нас во студиото на наше огромно задоволство е господинот Кире Печијаревски, за многу мина од вас познат по топ листата Кваква Топ, актуелна во 80-тите години. Како сте? Па супер. Прво да ви го честитам роденденот. Машала, коџа сте пораснале за овие години. Ви благодариме. Добро, требаше малце да си ја вратам меморијата едно 40 на години назад и се уште добро ме држи, ама си направив еден концепт овде по ногата го кријам, ако не ми текнува, ќе си прочитам. Слободно, подсетете се слободно. Добро, тоа беше емисија која што беше инициирана од главниот уредник во македонска телевизија Дарко Марковиќ, познатиот аниматор на филмови, познат карикатурист во весникот Нова Македонија. И најпосле дојде вистински човек во телевизија како уредник, креативец, со кој што ми беше чест и да се поздравам, а камоли да работиме заедно. Заедно со Владимир Петков од некаде ја ископаа, направија шпица Кваква Топ, што беше толку интересна, што после не знам дали другите ме гледаа после таа шпица. Емисијата се снимаше еден час пред да се емитува за цел југословенски простор. Така, како постигнувавте со монтажите во тој еден час? Немаше монтажа. Тоа што ќе го снимиш, само ја ги најавував песните и како најавувам, така тргаше песна. Значи монтажно се снимаше. Така. И сега, бидејќи си бев глумец, јас сум дипломиран нешто пред тоа, цел живот бев така, актер и телевизиски човек, така да. Доаѓам да снимам една од многуте емисии и гајле немам. Значи, викам, чекай бе, нека те фати малце тремат и треба да кажеш нешто, сега цел Југославија те гледа. Викам, ајк идам до вецето таму да се ишљапам малце со вода и да се сконцентрирам, ало, пази што правиш. Се гледам вака, викам, бе, види, седи таму збори, немаш гајле. И што беше најинтересно, тој авторитет од автор Дарко Марковиќ направи на почетокот на сценарио и после тоа јас си правив мој сценарио. И сега му го носам сценариото ден-два пред тоа, она што беше за мене најголем комплимент, вели и вака, Кире, колку што се имаш во целото сценарио? Викам 5, фрли 2, осте 3. Крати 2. Лудница, значи секој си посакува такви уредници, имав креативна слобода, беше убаво. И освен што бевме носители на првата топ листа, да кажам дека тој Владимир Петков негде можеби ќе измонтирате негова слика во текот на емисијава. Музиката ја набавуваше од Австралија. Значи се што беше светски хит го имавме од прва рака и затоа беше многу гледана. Луѓе кои што и денеска земјате воздух, па ја ќе докажам. Да, ако ве слушам и уживам. Значи, ја носеше директно музиката од таму и затоа бевме актуелни. Сега да ја пуштите таа емисија ќе биде актуелна, зашто тие песни што тогаш беа хитови и денеска се вртат. Evergreen како водителот исто, ја Evergreen, стално зелено. Апсолутно. Така, во денешно време е многу лесно за публиката да го изрази своето мислење по однос на некоја песна, нели тука интернетот и социјалните мрежи, ние гласовите за Плей Топ 10 ги добиваме преку социјалните медиуми. Како беше во времето на Кваква Топ? Многу едноставно, милиарда писма. Кој ги броеше? Па не знам, имаше секретарка, некоја млада, работивме таму да брои и да кажува, ако има некој куриозитет, ако има нешто интересно, ја да го фрлам тоа во сценариото. Ќе кажам за уште еден интересен момент. Година дена јас ја водев само емисијата и мојата сопруга вели, слушај, стај некој убава девојче таму покрај тебе, малце нешто да се прошара, да се види. И добро, викам, па нема проблем, и треба да снимам една емисија. Се појавува една женска, ова што беа техника, сите попаѓа, викат, леле, Киро, а тебе те бара. Викам, дај Боже, викам, кажи девојче, шо е работа? Па вика, жена ви, Елиза, ме прати, вика, и шо треба, ја ќе правам. И сега народ гледа, викаат, Кире, шо ќе, ништо бе, викам, вака ќе правиме девојче со тебе. Бидејќи си толку згодна, ќе направиме еден штос. Ја ќе зборувам цело време, а ти само викај да. Камерата во тебе ќе снима. И така направиме.
Се заврши снимањето, кога се виде девојкава, што да ви кажам, тој мајсторот на светло не оти гледал у светлото, гледал у неа и ја направи како црнкиња. И девојчево вика, овака ќе опуштиме, нема што сега, за 15 минути оводина програма и отиде. Помина 10-15 години, јас и некоја моја колешка водиме од парк некакви живи програми на вечер, секоја вечер. И гледам колешка моја разговара со една згодна женска и се јавам на жена ми на мобилен, викам, слушај, ја гледаш ти оваа женска таму? Ја гледам. Дали е таа истата што ми беше? Да, вика, да. И ја ни две, ни три, како што разговара тие, тргнав едно столче, си седнав со нив и колешка вели, абе, Кире, изгледа нешто сака да те праша. Не да ја прашам, сакам да и се извинам. Денеска е доктор по право, со сите факултети што може да се завршат. Толку елоквентна жена, која што ја кога дојде у студио не ја дав да зборне ништо. И после тоа викам извини, помина можеби 15 години, сега само толку едно мое извинување, а ти повели најпосле имаш нешто и да кажеш пред камерите. Целиот работен век го поминавте во македонската телевизија, ви недостасува ли? Па факт е дека како се кукнав на овој свет, од мојата 9-та година бев во детска радиодрама и не се одлепив од оваа куќа. Имав милион тезги и по други телевизии, по театри, концерти, промоции, што се не работев, меѓутоа бев верен на оваа куќа и пензијата ја доживеав како уредник од прва категорија, како првокласен новинар. И сега сум срекнал пензија. Живеам што Како ви поминуваат деновите? Возам волер. Значи, цел живот се тркав со джипови, возев по 4x4 со редуктор и така натаму, сега возам волер. Значи, како чувствувам да си го потрошам денот, така си го трошам. Целото семејство ми е во Лос Анџелес и жена ми со целото семејство таму чува внучиња. За керка ми што беше славна во Шарам-Барам, таа маца малата, сега има 2 дечиња. И практично имам слобода. Никој не ме прашува кај ќе си го поминам денот, па има, фала Богу, пријатели, има алкохоличари што уште пијат ракија и правиме добра мези и така фино си живеем. Нема ништо побаво од слободата. Најголем дел од вашиот ангажман во македонската телевизија го поминавте во нашата програма, во културно-уметничката. Забавна, кратко речено. Забавна, да. Да, многу време. Сакав да кажам дека еден период работев и во маркетингот, бев одговорен за комерцијални програми, бев и директор на маркетинг, помошник генерален на радио телевизија, многу сум се пробил во животот, но еден сегмент да кажам за кваква топ, пак ќе се вратиме малку, никој немаше поим што е тоа реклама на телевизија, како одат и беше речи ништо не функционира. Вики мора секоја емисија да облечам нешто друго. Кире се појави, што се Кире прави некои смешки таму, ама Билки треба и некоја нова гардероба. Имаше еден тип кој што знаеше што е маркетинг во центарот на Скопје, Бутик Бонд, и беше разбран човекот. Вели Кире вака, за секоја емисија ќе ти дам по една блуза и ќе пише овде Бонд. Во првата емисија беше бела блуза и пишуваше овде Бонд. После една година носам бела блуза слична, ама не се гледа бело. Целата беше со Бонд. Испишана. И викаат, ај, доста ти беше реклами од се, не смее да има ништо повеќе. Така, вие сте ни ги отвориле вратите, всушност, за овој тип на соработки, треба и за тоа да ви се заблагодариме. Сигурно, имаше многу форми на емисии, многу разбивања на конвенцијата и фала Богу парички и за куќата и за нас. Господин Печаревски, ви благодарам за одвоеното време и за убавиот разговор. Се надевам ви разбудивме убави спомени. Како не? А може би некогаш и заедно ќе се обединиме па да изводиме едно од изданијата на Плейтоп 10. Добро, ќе гледам да ви оставам доволно простор во емисијата и вие да зборувате нешто. Ви благодарам.